Јас ќе отворам. Трчај да видиме кикиритке. Добар ден, Инджи. Добро ве најдов. Што се тие? Купив торта. Вечерва ќе го изненадиме Полат. Какво изненадување? Денес му е роден ден. А, каму ли јас да го изненадев со подарок? Види, јас купив подарок во твое име. Што е ова? Внатре во картичкава ќе напишеме среќен роден ден Полат. Супер! Не остави оваа жена и си замина. Жено, Инчи дојде и ти даде сила на твоите колена. Уште изборуваш. Дали ќе биде сила? Господ ќе биде. Тогаш немој да зборуваш за господовиот гостин наш. Ако е гостин, ќе го почитувам. Гостинот денес го има, утре го нема. Јас такво нешто не реков. Сити ќе се разведе, ќе го заврши бракот. Јас добив што требаше. Сабајле, Тивко, сте се зборувале татко и син. Уште многу ќе си ја уира главата од камен, син ми. Да и Боже, таа Лела да не се смири со него, па да свати каква грешка направил. Што се случи? Сирач ги дигна комшиите на ноза. Бате, сите разбрале дека си жив до сега. Доволно. На секого ќе му дадам тоа што заслужува. Бате, каде што ќе те видат, таму ќе те фатат. Лаву, твојот батко нема да падне во затвор. Тој што ќе го фати брат ти треба да има 5 кила джигер. Има некој таков джигер? Полат Аламдер. Полат Алемдар. За сега добро ми иде. Додека иде, ти кажи ми, Сирач сака да се видиме? Да, бате. Добро. Оди донеси го тоа куче. Бате, се извинувам. Телефонот ми беше вклучен и јас го исклучив. Каде се џахи тие духи? Во твојата соба, кај компјутерот. Им реков, вие не се разбирате, дај ја да зирна мама. Најдовте ли нешто? Бате, Кара избегал од местото. Кога побегнал? Децата Сабајле влегле во собата и тој не бил. Разбрал за Ферман, затоа побегнал. Не зборуваше со господјата обвинителка? Господјата обвинителка и да сакала да го пушти, што ме виде го задржа. Бате, најдов. Ова е нашиот шофер. А ова е банкарот. Зголеми го ова. Стој. Ова е нечестникот. Овој со долгата коса што излега од вратата. Најде го за брат. Каков човек со долга коса никаде го нема. Ја средам оваа работа, па ќе ти се посветам. Брат, не остана место каде не влегов, човек не му оставив. Нервите ми се како жилет. Го погребал ли Джефхер? Не, Нема ти остане во болницата. Тоа жилет нервите уште малку, но остри ги. Па така да му ја истуриш нервозата. брат,
Тебе не ти личи да јас ќе ги вртам. Подароке, не можам. Кој му подарил на братот бројаници Ерхан? Кој е тој не рани, мајко? Бидејќи не ги пушта од рака, има некој повод. Или Инджи, или Лейла. Која жена купила бројаници? На тато Омер се. Што е тоа, сирач? Во чантата си го носиш и животот. Бато, после колку време те гледам. Да не дојдам со празни раце. О, волку ти вреди душата, бе. Бато, ти вака зборувај. Јас ќе ти донесам пари колку што ќе кажеш. Доволно е ти да ми простиш. Кога си видел ти јас мојот збор за пари да го продадам, бе? Бато те молам. Кому сум му простил ако сум рекол дека ќе го убијам? А? Бато, јас на планина колку ти помогна. А ти, што ќе добиеш ако ме убиеш? Доста. Не плачи. Ајде. Избриши си ги очите. Избриши ги очите. Имаш право. Што ќе добијам ако те убијам тебе, Ама таму нешто си ветивме. Сега треба да заколеме курбан за да го одржиме тоа што сме го ветиле таму. Колку го сакаш, бе? Сириецот. Сирач. Види, имаш уште 20 сати. Бато, те молам, немој така. Јас како да го донесам тој човек? Јас не можам, бато. Молчи, бе. Отвори ја тоа устата. Отвори. Јади зелено, за да ти се отвори. Ајде, бегај. Ајде, оди си. Господи обвинителке, во прислушкувањето откривме нешто интересно. Да видам. Итно дојдов без да почекам на врат. Најдовте ли нешто? Патекара побегнал од местото. Кога побегнал? Момците се бајле влегле кај него и го немало. Разбрал за ферман за тоа побегнал. Не зборуваше ти за обвинителката? Господјата обвинителка и да сакала да го пушти, што мене ме виде. Да се подготват ли документите за Полат Алемдар? Почекајте. Кога ќе се најде кара тогаш? Освен вас, некој друг знае ли за ова? Не, господјо. Да не дознае. Може ли да го земам? Нека остане кај мене. Можеш да излезеш.
Уште една препишува. Кои сте вие, бе? Што правите тука? Дојдовме да му ги извадиме конците. Кого прашавте? Нема потреба да се праша. Треба да се извадат конците. Тој ли е пациентот од оваа соба? Што ти е тебе гајле за неговите конци? Господине Мемати, докторот имаше итна работа, па ме замоли мене. И јас сум дел од персоналот. Повеќе не си. Губете се, додека јас не сум ве сошил. Мрдај! Господине, докторите се едни од најдоверливите во персоналот. Нема потреба да се паничи. Докторот има ли жена? Деца има ли? Па веројатно има. Каде му се децата и жената на ој? Знаеш ли? Па веројатно во нека луксузна резиденција. Добра плата им даваме на докторите. Ако за некого не знаеш каде му се децата и жената, нема да го пушташ на овој кат хусну. Ако сенката на Заза се шета по таа резиденција, овој твој товерлив доктор, жена му, децата и тебе и мене ќе не заколи. Блиско е до параноја, ама во правост, ситуацијава во која се наоѓаме налага параноично да се однесуваме. Лекувајте се, господине. На времето јас бев параноичен. Јас се лекував и подобро ми е. Има еден лек Сарап, кога го пиев и Заза да изгледаше пред мене, ќе го гушнев како да ми е роднина. Како роден чичко да ми е. Ќе го гушнев. Додека да умре Заза, за вас не е лек, туку спиење нема. Сите 4 очи да отворите. Види го трансферот. Види го. Зошто ти не дојде тука? За оваа работа тројца се доволно. Јас за тебе реков. Вие премногу го величате плата, але